тој жив пример, кажу да ноđа, се вика Мухамед Ел Арифи од Судиска Арабија. Вика ме викна во северот на Судиска Арабија на едно предавање во средна школа. Директор го кани на шеих, на учен човек, да одржи предавање во средна школа, кај што има над 1000 ученици. Вика во сала, тука, напред учителите, позади студенти, тој држи терс. А рече, позади децата прават галама врева, не ти е волја да зборуваш. Учителите ги замолчуваат на студентите, на децата, на учениците. Шех држи дерс, молчете. Кај јас држав дерс и заминав, меѓутоа ми остави во срце лош печаток. Немаше атмосфера. Друго е дерс во џамија, друго е дерс на улица, во школа. Секаде има своја атмосфера. Вика, после година дена, ми се ова истиот директор вели шех, те канам повторно на едно предавање во нашето училиште. Кој училиште, кој ми кажа каде, не ми се иде. Зошто? Не поминав добро. Ти држиш дерс, кажуваш Куран, суннет, деца се смеат, неозбилни, несериозни. Тој ме замоли толку многу што на крај реков, ај, ќе појдам од атер, што викаме. И вика, отидов на предавање повторно во исто училиште и после предавањето дојде еден ученик и ми рече, шеих, види сега што е. Рече, шеих, Аллах да те награди. Јас секој намаз правам дова за тебе. Ти кога зборуваше дека колку е вредно човек колку е вредно да сега посебно во зимски период, кога ноќта е долга, да земе абдес и да клања 2 рекати намаз. А колку секој човек има проблеми во ноќен намаз, да клањаш со смиреност и да направиш дова на Аллах, Аллах да ти олесни, да ти ја реши проблеми, да ти ја чува фамилија, да ти го зголеме риск, да ти даде џеннет и така натаму. Вели шех, секој намаз се молам за тебе. Минатиот пат пред една година кога рече дека пејгамбер рекол алейкум би кијамил лејл. О уммете, станувајте малце ноќен намаз. Ноќен намаз е доброволен намаз, ама е вреден. Зошто? Зашто темнина, концентрација и тогаш Аллах се спушта од небо до најблисково небо и прашува дали има некој што има мака да му ја трнам, дали има некој грев да му го простам, дали има некој желба да му ја исполнам. И ја рече, од тогаш, од тој дерс, еве една година не препуштам ноќен намаз. А ти беше причина да јас кога клањам тој ноќен намаз и во тој ноќен намаз да упатувам дова за тебе. И тогаш сфатив дека, ако бе 1000, некој се смееше, некој не слушаше. Едно дете го сфати еден хадис, го практикува, јас сум богат. Еден човек да се упати во верава, некој од нас да биде причина, некој да се удри на шаадет, да почне да клања, да прави добро дело, тебе ти е повредно на судниот ден, не овдека на дуња. На судниот ден ќе ти биде повредно да го имаш целиот дуњавук и се што е на него. Затоа, верник не смее да губи надеж и не смее да гледа негативно. Кому кажуваш, не слуша. Прво слушаат мелеци. Овие мелеци кои се ние не ги гледаме, ама седат со нас овде, ќе сведочат на судни ден. Или за нас, или против нас. Дали сме зборувале вистина, или не. Дали сме посакале добро, или не. Затоа, блазен оној, кој прво живее во ова време денеска. Да слуша дерсови автентични, да има телефон со Куран, да има саати дома седиш и да ти викне езан да те подсети на намаз. Пор немаше ни саати, ни телефони, ни струја, езан да се слуша и подалеку од местото каде што се живее, сето тоа е благодет на Аллах. Ама некој не ги користи овие благодети, ќе одговара пред нив за Аллах, кај Аллах азза ва џел.